Добар ден, криптоентузијасти, имаме доста битни вести за вас, со оглед на фактот дека има многу случувања кои што се пред нас. Значи, можеби до сега годината не беше нешто посебно интересно, но верувајте ми, станува се поинтересна и поинтересна. Значи, ќе спомнеме некои од битните големи случувања моментално, иако ова не се сите, но нели, едноставно премногу материјали не можеме да го фатиме целосно, со оглед на фактот дека немаме толку време како претходно да правиме два пати неделно вести. Така да ќе гледаме да обработиме што можеме повеќе вести моментално. Сега, можеби некои од овие се малку позастарени вести, со пред неколку дена, но битно е да ги споделиме со вас, затоа што многу од вас верувам дека овој канал можеби има единствена линија до самиот крипто сектор, едноставно единствена информативна нишка, така речено. Така да поради ова ќе обработиме се со оглед на фактот дека, нели, сакаме да дадеме и своји мислења за тоа што се случува моментално на пазарот, да имате една целосна слика. Сега, битните работи кои што мораме да ги забележиме во овој момент е дека моментално и покрај стравот за потенцијално паѓање, затоа што тоа не е најголемата вест моментално, а тоа е самата вест за потенцијален дефолт, односно стигнување на дет силивот. Едноставно Америка нема да има доволно пари во својот моментален буџет за да може да ги плати достигнатите побарувања. Така да моментално Дженет Јелен и ќе зборуваме за тоа за некоја минута, значи точно во детали, се зборува дека до петок веќе е потенцијално можно Америка да нема доволно средства да ги плати своите достигнати сметки доколку не го дигнат овој дет силинг. Така да тоа е една од главните теми кои што моментално се најблиску до нас. Значи мораме да се фокусираме до она што е моментално најблиску до нас. Иако нели постојано има некој тип на Black Swan евенти или потенцијални позитивни страни за криптопазарот, мораме да се фокусираме секогаш на она што е најблиску и најбитно, затоа што тоа е она што директно и во моментот го афектира, едноставно делува на самиот пазар. Со тоа што гледаме дека криптопазарот не е толку погоден од оваа вест, како што тоа е во оваа ситуација со S&P 500 и Nasdaq, кои што веќе неколку дена се во пат. Значи зборуваме 3 дена така речено последователно, на пример S&P 500 е во пат. Што значи дека се во исчекување за потенцијален проблем. Зошто го велам ова? Значи се враќаме уште еднаш на онаа ситуација од 2011 година, каде исто така Америка стигнала многу блиску до потенцијален дефолт. Кога тоа се случило, значи S&P 500 и останатите индекси на американскиот пазар паѓаат приближно околу 17 до 20% во вредност, така да ова за таквите пазари е многу голема вредност, значи тоа можеби не е во криптопазарот, но во традиционалните пазари тоа е многу голема вредност на пат. Сега, дали тоа ќе се случи или не, останува да видиме, со оглед на фактот дека овие политичари најчесто се договараат во последен момент, со оглед на фактот дека моментално уствари само се обидуваат да видат кој ќе се исплаши прв практично, тоа е идејата, затоа што и едните и другите го користат ова како чип за да добијат она што го сака. Значи, и двете страни крадат, поентата е моментално да се договорат како ќе се краде во следниот период, за да го зголемат овој период, ова висина на практично дозволениот долг кој што може да го има Америка. Така да досега е негде околу 31,4 трилиони, сакаат да го качат, мислам, за 1 трилион, со тоа што на тој начин ќе може да се спринтаат нови пари или пак да се поднесат практично обврзници во нели противвредност на овој 1 трилион и да се продадат на физички и правни лица со цел да се приберат овие пари. Без таква дозвола тоа не може да го направи практично американската држава, владата, и овдека уствари доаѓа проблемот кој што моментално ја тресе практично Америка, е дека официјално до 1 јуни веќе ќе бидат во негатива, но тоа е само доколку имаме нормална работа на трежери, значи тоа е практично официјалниот орган кој што се занимава со платење на достасаните обврски. Сега, достасани обврски се. Значи од плата на администрација, до социјални чекови, до војска, до се оди од овој буџет, а моментално трежери органот кој што го овозможува тоа, значи оние се тие кои што ги плаќаат овие пари. Сега, овдека според некои анализи на кои да се практично овие луѓе, не е ни битно моментално, се вели дека во буџетот на Америка се останати само 60 билиона долари. Мислам дека моментално заев има повеќе пари од Америка. Така да во оваа ситуација, значи со овие 60 билиона долари, како што го објаснува тоа нели во самата статија, значи со трошење надвор од нормалното, со оглед на фактот и сами кажуваат дека моментално имаме надвор од нормално трошење. Зошто е тоа така? Затоа што сите оние кои што имаат достатни обврски, нормално се обидуваат да се ги приберат парите назад,
пред да се случи потенцијален дефолт. Нормално би било дека се повеќе и повеќе доверители би барале нивните пари кои што им се достасени нормално да им бидат вратени. Поради оваа причина очигледно и оттаму доаѓа моменталната ситуација дека имаме поголемо од вообичаено практично побарување од буџетот и поради тоа доаѓаме до ситуација во која што се вели дека можеби дури и до петок ќе дојдеме до ситуација да има потенцијален колапс. Со тоа што во понеделник беше последен разговор помеѓу председателот на Конгресот, кој што е од страната на републиканците, Кевин Макарти, и сенилниот, се извинувам, гериатрија шампионот Џо Бајден од страната на демократите, се извинувам. Како и да е, ова за жал може да опогоди целиот свет. Значи да бидеме реални, значи ова не е веќе не е ни смешно. Проблемот е што нивната економија на задолжување едноставно мора да проложи ова што го гледаме, уствари само како што велат Тони, kick the can down the road. Односно ставаме фластер на брана која што моментално само што не се скршила комплетно. Така да како и да е, во моментов нас е битно дека тоа ќе се случи. Значи да бидеме реални, 99,9% ќе се случи и ќе имаме практично одложување на овој дефолт со тоа што ќе се подигне овој debt ceiling и на тој начин практично само ќе се одложи овој проблем, но битно е сега да немаме практично на некој начин колапс на пазарот поради ваквите ситуации. Сега, дали ова ќе се одрази позитивно или негативно на криптопазарот не можеме да знаеме со оглед на фактот дека во ден кога имаме страф на пазарот, моментално биткоин е во позитива. Гледаме дека дури и останатите крипто кои не се така лоши во овој ден и тоа веќе 2 дена поред зборуваме. Така, значи во оваа ситуација гледаме дека генерално не е страшно за криптопазарот, гледаме дека е многу пострашно за традиционалните финансии со тоа што доларот, верували или не, во последните 2 дена е во раст. Значи ова е некоја чудна ситуација на економијата, значи јас би бегал од доларот моментално, не може да разберам кој го купува. Но нели, тоа е тоа, секој има секој си има своје очекување. Можеби многу од луѓето очекуваат дека ова ќе се разреши и оваа позиција ќе се заврши позитивно. Дури и овдека можеме да го видиме тоа, значи според некои процеки моментално се очекува 8 милиона работни места да бидат загубени доколку дојде до потенцијален дефолт на Америка, што пак ќе кажеме голема веројатност да не се случи, но против тоа, значи против анализа на сето ова е дека доколку се реши ова моментално и продолжи понатаму нели како што рековме ова собранава, значи ќе бидат креирани дури 900.000 нови работи затоа што практично политичарите обезбедиле барем уште една година импровизирана стабилност. Така да гледате, значи имаме и бела и црна ситуација во оваа нели во целата оваа драма, со тоа што ако моментално се договорат денеска нели гериатрија, дали ќе се зголеми или не долгот кој што може да го има Америка, официјално ќе имаме нели се е розово, нема проблем, продолжуваме понатаму, тоа е уствари ситуацијата која што сакаат да ни ја волочат. Сега, ова е исклучиво кога зборуваме за потенцијален дефолт. Значи, тоа е една од ситуациите за кои што зборуваме моментално, тоа е потенцијален дефолт. Сега, следна битна работа која што треба исто така да ја спомнеме моментално е, само момент, ова е за после нешто многу битно кој што сакам да споделам со вас, значи дека во исто време имаме уште проблеми кои што моментално ја, да речам, ја секираат Америка. А тоа е дека се уште не сме запрале со банкарската криза, која што е се уште во тек. Сега, до вчера се зборуваше како банкарската криза е завршена и моментално нема никаков проблем, се е во ред, се е розово, банкарскиот систем е бетон како нашиот идентитет нели со СДСШ. Така да во оваа ситуација најнаш испаја представникот на гериатрија за трежери на Америка и вели вака: потребни се повеќе мерџери, значи тоа е уствари спојување на компании, спојување на банки во оваа ситуација, значи очигледно се потребни повеќе спојување на банки, односно по големите банки да ги презема по малите банки, како што дошла беше ситуацијата со JP Morgan, кој што ги завзема овие две помали банки, со цел да се стабилизира овој сектор. Зошто? Значи, пазете, значи ова не е само изјава. Значи, Бабулево, Јелен, моментално ги повикала представниците на најголемите банки, почнувајќи нормално со Джейми Даймон, избраниот, заедно со нели Джейн Фрейзер на Citigroup, како и да е, значи поголемите, да речем, CEOs на најголемите банкарски корпорации, каде што отворено кажува дека мораме да имаме консолидација на банкарскиот систем.
Зошто има потреба од консолидација на банкарскиот систем ако банкарскиот систем е стабилен? Уште една битна работа за криптосекторот, затоа што ова се, пак ќе кажем, или позитивни или негативни страни на тоа како може да се одвива сето ова на криптопазарот. Затоа што моментално, како што кажав, значи да напоменем уште еднаш, идејата на креирањето на биткоин од страна на Сатоши Накамото е да го замени традиционалниот финансиски систем. Моментално можеме да видиме дека тоа се случува. Со оглед на фактот дека реално биткоин не е во некоја преголема, не знам, страшна ситуација, пад или нешто, додека во исто време имаме големо недоразбирање и потенцијален аспект на катастрофа од многу различни, значи, како да кажем, многу различни делови во оваа економска сфера. Значи, прво рековме дека имаме потенцијален дефолт, кој што само го одложуваме. Во исто време имате банкарски систем кој што се распаја поради рейт хајксот, кој што потекнуваат од ова преголемо задолжување и од преголемата инфлација која што ја направиле со принтање на пари. Така да во оваа ситуација, значи, доаѓа Дженет Јелен и ви кажува ќе мора да имаме поголема консолидација, односно ќе мора поголемите банки да превземат што повеќе помали банки со цел да се стабилизира моменталната криза. Уште еднаш ќе напоменам, значи ние и понатаму будно ги следиме овие банкарски акции, затоа што и овдека многу јасно се кажува во оваа статија, само да не знам каде точно кажува тоа, дека поради паѓањето на хартиите од вредност кои што ги даваат практично овие банки на луѓето кои што сакаат да инвестираат во самата банка, значи поради оваа ситуација доаѓа до момент каде што колапс на една ваква банка може да направи ланчена реакција во која што многу други банки ќе пропаднат и ќе имаме класичен бенкран на целиот банкарски систем. Воспротивно, значи ваквото превземање од страна на поголеми банки им дава сигурност, затоа што како што кажавме, значи трежери и самата Федерална резерва кажаа дека сите големи стратешки банки од типот на Bank of America, JP Morgan и останатите ќе бидат целосно вратени депозитите на оние кои што ги чуваат своите пари таму, доколку се случи колапс. Поради оваа причина моментално и самата кажува дека е потребно што поголемо, значи намалување на банкарскиот сектор, на играчите во банкарскиот сектор, односно негово консолидирање. Значи дека и понатаму имаме проблем со банкарскиот сектор, кој што они не смеат да го кажат јавно. Како ќе го кажат јавно? По сеиза ќе треба некои од помалите банки да бидат купени од поголемите. Тоа се вика криза. Но нели никој не смее тоа да го каже јавно, како ќе испадне ќе ви каже јавно, абе знаете што? Вашите пари во малите банки не се сигурни. Тоа е позитивен на некој начин момент за криптосекторот и биткоин, затоа што се повеќе и повеќе докажува дека овој систем е буквално прашање на време кога целосно ќе колабира. Така да ова е втор аспект од кој што моментално очекуваме дека може да имаме некакви негативни последици, посебно со оглед на фактот дека се зборува како на следниот составок на 13-14 јуни ќе имаме повторно покачување на рейт хајк за 0,25%. Значи очигледно целиот сектор на гериатрија е надвор од мозок, значи немам зборови, се прави се за да се направи уште поголема катаклизмична ситуација. И сега пак ќе кажам, ова можеби е испланирано со оглед на фактот дека доаѓа CBDC во Америка, па колабирање на традиционалниот пазар ќе кореспондира соодветно со започнувањето на FedNow, кој што треба да биде во јули, и во превод ја верувам дека, значи да напоменем уште еднаш, како го натера целиот свет да се вакцинира како сток. Многу едноставно. Го исплашите целиот народ, му кажете ако не се вакцинирате ќе умрете и имате луѓе кои што чекаат, значи едноставно во редици за да мора да се вакцинираат. И во оваа ситуација, ако му кажете ќе има рецесија, банките пропаѓаат, буџетот е во криза, ќе имаме дефолт, што ќе направат? Кога ќе дојдат со потенцијално решение од типот на FedNow, кој што е практично CBDC, вие ќе го прифатите и ќе речете, аман се што треба само да не колабира економијата. Така да голема веројатност е дека целата оваа драма е директно поврзана со потенцијално креирање на ваков CBDC кој што они неофицијално го прават со FedNow, услугата која што Федералната резерва сака да ја воспостави во јули. А дополнително тоа би значило и повлекување на кешот од употреба, затоа што значи вие ако немате моментално ваква економија, нормално дека нема да имате ни кеш. И кешот ќе мора да биде суспендиран со оглед на фактот дека нели би пречел во воспоставување на CBDC на територијата на Америка. Дали тоа ќе случи останува да видиме, но едноставно премногу глупави грешки се случуваат за некој да ми каже дека ова едноставно така се случува. Значи не е можно. Мора да има некој поголем план по сето ова. Може би ова звучи малку како теорија на заговор, но само вака ќе кажам. Размислете дали сето ова што досега сме разговарале се случило или не,
па вие, нели, видите дали ово било теорија на заговор или не. Уште еднаш ќе кажам како може да направите нешто што е буквално надвор од логика на секоја разумна личност да биде нормално, со страв. Значи, доколку го уплашите човекот доволно, ќе прифати се само за да има некаков тип на стабилност, макар и тоа да биде смешна стабилност, значи ќе го прифати тоа. Сега, пред да продолжиме понатаму, само сакам да напоменам дека имаме многу повеќе луѓе кои што снели ни помогнаа во добивање на овие вести. Тоа се Дарко Јошев, Кочишки, Иле и Бобан Досев, како и секогаш, шампионите на каналот, Христијан Грујовски, Чарговски Мартин и Филип Талески, со тоа што нели некои од овие се вести, некои од овие се некои интересни содржини кои што нели на крајот ќе ги споделиме со вас. Во секој случај, значи сите оние кои што помагаат на каналот да собере материјал, сакам да ги споделам во ова видео, во секое видео нормално, на тој начин да имаат барем едно нели мало достигнување, да знаат дека помогнале на овој канал и заедницата да знае дека многу од луѓето се трудат со цел да направиме што повеќе нели напредок во овој наш да речем криптоентузијастички потек. Сега, следна битна работа, значи нормално уште еден од геријатрија, во е помлад член на геријатрија. Значи моментално Гери Генслер, значи ова е нели една од оние класични изјави во која што он и понатаму тврди дека има доволно право, дека се е јасно, дека не му е јасно зошто крипто менувачнициве и крипто компанииве имаат проблем кога се е така јасно, они само треба да се пријават. Че они само едноставно треба да дојдат и да се регистрираат. А никој досега не успеал да види кој е овој процес на регистрација. Што нормално, знаете и сами, значи Coinbase активно го закажа ова како практично проблем, постави петиција со која што постави нели 50 прашања на СЕК кои што никогаш не му беа одговорени уште нели претходната година и за тоа го тужише СЕК. Сега, наспроти ова што моментално младиот член на геријатрија го зборува, значи неговата организација на која што он е одговорен се оградува од неговите зборови. Значи само ова сакам да ви го покажам. Вака, значи многу едноставно. Значи овдека СЕК, само да видам дали ова. Вака. The SEC also said that the public statements by Chair Gensler are not formal guidance or policy statements from the SEC and the public cannot rely on them as such. Значи, се што кажува геријатрија, типот, не може да биде земено како правило на СЕК, затоа што тоа е негово мислење. Значи, па која е поентава типов да изнесува мислење ако луѓето не може да се попрат на нив? Значи, тоа е оно што сакам да ја кажам. Они сами не знаат што прават. Значи, моментално Америка се наоѓа во таква збрка што они сами не знаат што прават. И гледате овде. Значи, наспроти геријатрија, што кажува дека нема проблем, крипто правилата се јасни, секи стапува и кажува дека за да има јасни правила, ќе бидат потребни години. Сега, значи, во исто време имате ситуација во која што типов изјавува јавно пред вестници, пред нели Конгресот на Америка, пред сите дека многу е лесно и многу е јасно да се регистрира криптокомпанија. Во исто време имате истиот овој орган кој што излегува и дава друга изјава во која што вели дека значи очигледно нема јасни правила за крипторегулативата и дека ќе бидат потребни години пред истата да биде воспоставена. Значи само ова сакам да ја кажам колку моментално целата оваа ситуација е збркана во Америка, што пак ќе напоменам е позитивно за криптосекторот. Значи гледате, секој од овие вести прво да анализираме, ве објаснуваме што истата значи, за потоа да ви кажеме како позитивно или негативно би се одразила на криптосекторот. Во претходните две очигледно не можеме со сигурност да знаеме дали позитивно или негативно ќе се одрази на криптосекторот, иако свесни сме дека на долг рок крипто барем еден дел сигурно ќе го замени традиционалниот финансиски систем. Прашање на време е кога. На краток рок не можеме да бидеме сигурни како ќе се одрази на традиционалниот, како ќе се одрази на криптосекторот, затоа што никогаш досега криптосекторот не бил инволвиран во вакви ситуации. Ситуација од типот на максимална инфлација, ситуација на типот на доаѓа рецесија, ситуација од типот на Америка само што не банкротирала. Значи сите овие ситуации се нови во криптосекторот и искрено, доколку сте дел од криптозаедницата моментално, треба да бидете среќни затоа што дури и да биде негативно на краток рок за самиот криптосектор, на долг рок сигурно ќе биде позитивно. А вие сте дел од оние пионири кои што поминале преку сето ово. И пак ќе ви кажам, доколку нели оние кои што се полага во криптосекторот знаат точно што зборувам, значи негативни вести ќе има постојано.
ова е само регуларна работа на еден крипто циклус, ништо поинаку од досегашното. Затоа и гледате дека техничката анализа досега не ни покажа ништо надвор од вообичаеното на макроциклусот. Така да мораме да се фокусираме на овие вести од типот на моментално се случува, дали да очекуваме раст или пад. И на некој начин повторно, че никогаш не можеме да знаеме со сигурност, со оглед на фактот, пак ќе кажам, поголем дел од овие ситуации се случува прв пат во криптосекторот затоа што истиот е премногу млад. Значи моментално биткоин е од 2009 година наваму, што ќе дека има само 14 години. Значи не можеме да очекуваме дека овие ситуации се случиле кога традиционалните финансии се со милениуми, така. Сега, од целата оваа ситуација моментално што можеме да заклучиме посебно од овој дел е дека позитивниот дел за криптосекторот е тоа што и понатаму ако продолжат морониве со не знаат ни кој треба да регулира ни шо кој, значи буквално ова е кај нас институциите во Македонија. Нема никаква разлика. Ни се знае кој работи, ни се знае кај треба да прашаш, ни се знае кој треба да заврши работата, исто и овде. Они не знаат ни кој е одговорен. Значи, каде што имате председател, извинете, чермен, кој што треба, нели, изјавите да му се важат, значи, неговиот орган испаѓа и кажува, не го слушајте, не знае што зборува. Така да, во оваа ситуација баква, значи, нејаснотија на најголемата економија во светот, каде што имаме најголема концентрација на криптопроекти, нели, именувачници, очигледно ќе предизвика истите да се иселат. Во однос на иселување, доаѓаме до следниот блок, каде што моментално ќе зборуваме за Европската унија, само пред тоа само да го напоменам ова. Значи, на Америка е многу побитно моментално да воспостави што може повеќе контрола дури и надвор од Америка во однос на криптосекторот. Значи, ова е секоја чест на кучишки или како го нашол, значи браво. Значи, IRS, ова е уствари даночниот орган на Америка, кој што е задолжен за практично собирање на даноците. Значи, истиот моментално започнува програма со која што поставува свој сайбер аташеа во 4 економии практично во светот, во Колумбија, Германија, Австралија и Сингапур. Сега, Сингапур и Германија ми се јасни, затоа што Сингапур и Европска унија моментално се практично унија кои што има најголем потенцијал да станат хаб за крипто. Значи тоа ќе бидат економии и регулативи кои што го прифаќаат криптосекторот. Австралија генерално нема некоја голема прифаток за криптосекторот и затоа не ми јасно зошто. И Колумбија, ајде да речеме дека воа може би представник на Јужна Америка. Но идејата на ваквите аташеа е буквално да се гони секој кој што прави било каков тип на престап со криптовалути. Значи гледате, Америка не може да донесе соодветен закон за криптовалути, очигледно направено, значи не е ова за џабе, ова е направено плански, со цел да може да се сузбие криптовалутата додека се воведе FedNow, за кој што поразговаравме малку порано. Но во исто време очигледно, значи напред е со тоа што веќе воспоставува своји агенти низ светот со цел да набљудуваат кој прави било каков тип на криминал, нели нормално за нив што е криминал, а што е реален криминал, што сема друга работа, но очигледно на овој начин ќе ловат, претпоставуваме, менувачници и поединци кои што има многу пари и не платиле соодветен данок. Тоа е првата и најбитна работа, а второ верувам дека ова ќе биде понатаму искористено со цел гонење на сите што не им се допаѓа. Стандардна работа, мурика ништо ново, но е интересно да видите дека Америка има момент во кој што наоѓа соодветни стручњаци за да ги следи другите регулативи и другите држави, но не може да го реши истиот проблем дома. Класична мурика, но нели се тоа е театар, знаете и сами, ништо ново, веќе сме го гледали не знам колку пати, така да не ги гледате што ви кажуваат, гледате и што прават. Постојано кажувам ова, мислам дека може да биде мото на нашиот канал. Сега веќе во Европа, како нели, место каде што Мика е конечно воспоставена и сами кажуваат дека целосно е помината на сите 15.000 органи и моментално треба да биде нели воспоставена во државите. Значи дури во 2024 година, негде јули, значи тоа е една година од сега, ќе биде конечно воспоставен овој закон и криптовалутите ќе бидат легални. Пак, значи ова е некоја коинциденција дека е пред самиот халвинг на биткоин, но ајде ќе замижиме, нели, не коинциденција е тоа што моментално е буквално на самиот халвинг на биткоин, но како и да е. Во исто време очигледно веќе се отвараат картите зошто е тоа така. Значи уште еднаш ќе напоменам. Да се плати данок на крипто е сосема нормална работа, како е да се плати данок на се што моментално работиме, че без разлика каков тип на профите, реално данокот е неизбежно зло, мора да биде направен. Така да плаќање данок е сосема нормална работа. Но
очигледно паметно од нивна страна направено е тоа што моментално нема да биде само да се плати данок, туку сите моментално органи за данок на сите овие 28 членки ќе бидат практично здружени за да ги следат сите овие трансакции и да следат, значи да не биде ситуација од типот луѓето со цел да одбегнат данок, да речеме работат во една држава, па ја вадат парите во друга држава, нели? Знаете како луѓето прават се само за да не платат дополнително на државите тоа што очигледно државата не го заслужила. Но како и да е, моментално со ваквиот закони, со ваквите, значи моментално се работи активно на тоа да се воспостави соработка помеѓу овие типови на органи со цел да се направи невозможно луѓето кои што живеат во Европа и работат во Европа, без разлика дали се физички или правни лица, да можат да ескивираат даноци. Како планираат тоа да го направат? Знаете и сами, нормално, преку воспоставување на да има потреба од идентификација при секоја криптотранзакција. Реално јас немам што да крием, не планирам да купувам калашникови за или не знам ракети, така да мене не ми е проблем да има идентификација на секоја криптотранзакција, но многу добро кажано, очигледно I don't think they understand crypto operations. Значи идејата на крипто не е вие да треба да ви давам ја идентификација за секоја криптотранзакција. Значи тоа е глупост. Од друга страна, очигледно не им е јасно дека преку приватни волици ние можеме да си праќаме на било кого сакаме и никој не може да воспостави идентификација. Но нели, ќе се обидат да бидеме реални, тоа е планот, каде што очигледно ќе се обидат да направат целосна контрола од типот ако веќе не можеме да го сузбиеме, барем да го контролираме. И кога веќе го контролираме, барем да наплатиме затоа што иначе сигурно нема да ни платат. Така да поради оваа ситуација верувам дека сега моментално сите оние проекти, менувачници кои што ќе се базираат во Европа, нормално ќе мораат да ги имплементираат сите овие правила од МИКА, каде што ќе се бара идентификација, ќе се бара да имате, не знам, крв од девица, ме сваќате се што треба за да се регистрирате на една платформа. Значи ништо ново, тоа не е ни досега нешто непознато, со оглед на фактот дека повторно тоа може само да го направи на централизирани, дури и децентрализирани платформи. Но не може да го направи тоа на вашиот новчаник. Овдека е проблемот што ја верувам дека понатаму ќе се обидат да го направат, но тоа останува понатаму, нели? Каде што верувам дека и дури приватните новчаници ќе се обидат да ги банираат, но ќе видиме за тоа понатаму. Како и да е, сега за сега тоа е она што очигледно не го разбираат, значи никој не може мене да ме натера да ставам идентификација, ако сакам од мојот Ledger или од мојот Elipal или од мојот Trezor да пратам на било кој друг. Но нели, остајте ги, ќе научат, нубови се, очигледно нови се уиграва. Како и да е, битниот дел е дека и понатаму Европската унија е позитивна за криптосферата. Значи ништо од МИКА не е толку негативно во кое што би можеле да кажеме дека има некаков тип на пар. А гледаме дека моментално многу други регулативи ја следат, како пример, земете и арапските земји, земете Сингапур, земете Хонг Конг, кој што моментално отвара на 1 јуни, една од многу битните вести кои што ќе ги напоменеме, че има некои многу битни датуми на кои што ќе разговараме за неколку минути. Значи тоа е позитивната работа која што мораме да ја забележиме во однос на Европа. Значи за разлика од Мурика, која што нарочно не се знае ни кој меси, ни кој јаде, ни кој плаќа, овдека очигледно веќе почнува да заличува на некој начин на средена куќа ситуацијата со крипто во Европа. И пак ќе напоменам, они може да си баат колку сакаат, ако од Малта не наплаќат данок, живели, продолжуваме понатаму. Сега, уште еднаш да напоменам, значи во текот на летото имаме многу битни датуми кои што доаѓаат, почнувајќи од јуни, очигледно почнувајќи од петок, со оглед на фактот дека Америка може да банкротира во петок, па почнувајќи од 1 јуни Хонг Конг и понатаму, така да гледате дека активно работиме на ваше информирање. Значи пред состанокот на БРИКС во август, очигледно се повеќе и повеќе од членките, она што го спомнавме. Во претходното видео, ако гледате, кажавме дека многу од земјите на АСЕАН, тоа се нели земјите на практично Океанија и крајбрежјето на Кина, како што се Виетнам, Лаос, Камбоџа, Индонезија, Филипините, се откажа од користење на долар. Моментално Ирак не само што се откажал, туку го банира целосно американскиот долар. Значи, идеме понатаму, како што кажав, се повеќе и повеќе се случува дамп на доларот, а уште еднаш ќе напоменеме дека ваквиот наплив на долари кои што би се вратил назад во Америка, затоа што 60% од скупното количество на долари на Америка се надвор од Америка, поради тоа што се користи како резервна валута, ваквото враќање назад може да предизвика катастрофална инфлација
налик на онаа во Аргентина моментално, за која ќе разговараме за еден момент. Но битниот дел е тоа што моментално Ирак, кој што сака да стане член на БРИКС, за кој што ќе се одлучува во август, како и за многу други. Значи, моментално има целосен бан за користење на американски долари. Не знам зошто, може затоа што убија повеќе од 1.000.000 жители на Ирак, не знам, можеби, но нели, тоа е демократија. Тоа не е како моментално орките во Русија. Ова демократски се прави, 1.000.000 жители, лабао. Но моментално имаме бан со кој што се кажува дека казната за користење на нели американски долари е 1.000.000 ирачки динари. И Ирак има динар, значи ирачки динар, кој што моментално е практично не користен со оглед на фактот дека одредена бивша британска колонија буквално беше населена во Ирак со цел да истица што може повеќе нафта, но нема да разговараме за тоа. Идејата е дека поради тоа и практично доларот е наметнат во оваа држава, со тоа што моментално очигледно веќе нели се прави целосен бан и е овдека се забележува дека 24 земји моментално практично имаат интерес за приклучување на БРИКС. Колку повеќе имаат интерес за приклучување на БРИКС, толку повеќе ќе имаме поддршка за потенцијалната нова валута. Оние кои што не знаат зашто зборуваме, нека го погледнат видеото кое што го имаме во нашиот едукативен сектор, едукативната плейлиста, каде што објаснуваме дека БРИКС има план да направи светска резервна валута наспроти доларот, која што ќе има реално покритие во злато, нешто што не е видено од 1933 година, кога конечно се брише практично златната резерва во Америка. Дури 70-тите, кога нели се прави на светско ниво, но 33-та е реално кога престанува доларот да има практично застапеност во злато, така да тоа би било огромен пресврт во светот. Сите оние кои што кажуваат дека се потребни векови за тоа, нека сонуваат и понатаму, со оглед на фактот дека гледаме огромен интерес за да се фрли доларот настрана, па они се нека се изборуваат сами. Еве за мала, нели, како да кажам, анализа, во која што гледаме дека GDP моментално на БРИКС, за разлика од GDP на гериатрија 7, еве што значило G7, еј, гериатрија 7, ја не знае. Сега, значи, прв пат го гледам ова. Добро? Значи, БРИКС, за разлика од гериатрија 7, моментално веќе ги надмина по бруто домашен раст, иако една од членките на БРИКС е по тешки санкции, а другата само што не почнала да биде, со оглед на фактот дека почнаа со санкции против Кина. Само напред, ако продолжат со санкции, очигледно ова ќе порасте уште повеќе. Како и да е, очигледно можеме да видиме дека само што БРИКС само што ги надмина гериатрија 7 според бруто домашен производ, со тоа што моментално гледате сами, значи 31,5 наспроти 30,7 во однос на раст и пад на бруто домашен производ. Сега, ова е вкупен бруто домашен производ од нели 5 наспроти овие 7 членки. Сега, понатаму, значи многу битни вести кои што не сме ги заборавиле, но сега имаме нешто ново да споделиме за нив. Знаете и сами дека падот на Genesis, односно тоа беше она lending and borrowing платформа која што е во склоп на Digital Currency групата, која што има најголемо портфолио на криптовалути на светот. Значи, тоа е DCG. Нормално сега, значи ова е во различни компоненти од оваа голема компанија која што поседува 5 различни компании, и за ова само запишете DCG на нашиот канал, ќе ги најдете видеата каде што објаснуваме што се случило овде. Овде во кратки црти само ќе објасниме дека моментално имаме ситуација во која што Genesis, кој што требаше да плати прва транша од точно 630 милиони на Genesis, која што е уствари криптоменувачица од Австралија, затоа што голем дел од членовите, односно корисниците на Gemini, има соодветна програма која што ја работеше Genesis и која што требаше да им биде вратена назад, нели, со соодветна практично позаемување. Значи, членови на Genesis, клиенти на Genesis, клиенти на Gemini позаемуваат огромна количина на пари, отприлика 1,1 билион, на Genesis, кој што треба да ги работи овие пари назад да ги врати со, нели, соодветна камата, значи стандардна работа, ништо ново. Со тоа што со пропаѓањето на Genesis, нели, доаѓа до ситуација каде што истиот е под банкрот и моментално не успева да ги врати овие достасани обврски, со тоа што моменталните достасани обврски од 630 милиони, затоа што не успеал да ги врати, сега нели имаме соодветно продолжување на оваа процедура. Значи до 27 април истиот требал да ги врати. Не успеал да ги врати.
со тоа што сега моментално има до 26 октомври да поднесе план пред судот за тоа како планира да ги врати овие пари, во спротивно нели ќе пристапи судот кон ликвидирање на се што има Genesis. Сега каде е проблемот? Проблемот не е ликвидација на Genesis. Проблемот е доколку судот одлучи затоа што Genesis е само керка компанија на DCG, кој што поседува многу криптовалути. Знаете и сами дека го има најголемото портфолио на биткоини во светот. Ако не сложиме околу 140.000 биткоини, зборуваме како ентитет компанија. Со тоа што ваквата ликвидација на толку голема количина на биткоини поради ситуацијата која што моментално ја гледаме, не верувам дека се случи, но доколку се случи може да донесе до многу лоша последица за крипто пазарот. Сега нели, ова е многу подетално, може да го видите на видеото кој што го имаме. Битно е дека и понатаму се одложува овој случај да видиме како се до тоа ќе се одигра нели во следниот период. Но сакавме само да ве информираме дека Gemini моментално продолжува со притисок врз судот со цел нели што побрзо да се заврши оваа работа, но знаеме сите дека моментално Genesis нема пари да врати на Gemini, ќе видиме како тоа ќе се заврши, но тоа е една многу интересна работа која што не смееме да заборавиме затоа што порано или подоцна ќе се одрази на криптопазар. Аргентина, која што исто така еден од оние потенцијални следни членки на БРИКС, моментално ги зголеми rate hikes или каматната ставка на позајмени средства од својата централна банка за 97%. Значи, моментално во Америка, во тек на 1,5 година, успеавме да ги зголемиме со постепено зголемување овие каматни ставки на се што е позајмено од Централната банка до 5,25%. Аргентина во еден замав ја зголемува ваквата каматна ставка на 97%. Сега, ова е тоа традиционално финанси, нели, ХЦ. Зашто викам ја, оставете вие на оваа гериатрија и понатаму да продолжи се економскиот сектор и светла иднина е пред нас. Но како и да е, крипто доаѓа, нели, тука сме сите да го проследиме тоа. Сега, ова не ме интересира. Значи, реално Аргентина си е сама крива за тоа што се наоѓа во оваа ситуација, посебно со оглед на фактот дека ова е директно предизвикано од доминацијата на Америка, која што ја има врз Централна и Јужна Америка, каде што зборуваме за Обединетите американски држави, нив не им одговара да имате јаки економии во Јужна Америка и во Централна Америка, кои што директно би биле закана за Америка. Зборуваме за Обединетите американски држави. Така да ова, верувајте ми, е директно предизвикано, сега немаме време тоа да го објаснуваме, но како и да е. Сите овие економии поради доминацијата на доларот се во ваков тип на пат постојан, нели, некој постепено, некој во многу побрз пат. Значи, во еден месец во Аргентина имаме 107% инфлација. Значи, може да замислите дека денеска сте можели да купите леп, утре не може. Сега, аргентинците почнаа да користат крипто за да ги надминат овие проблеми, затоа што вие без разлика колку е моментално нели, аргентинскиот пезос, вас не ви интересира. Вие може да си купите во биткоин, во етериум, така. И наједно што се случува, наместо да го прегрнете ова средство кое што ви дава решение на проблемот. Значи, вие активно имате решение на проблемот, затоа што сите овие да речеме, сите овие криптовалути се врзани, така речено, првенствено со противвредност на доларот. Што значи дека се стабилни и може да ги користите во овој период за да ја стабилизирате економијата. Не. Затоа што IMF, кој што моментално ви дава помош, значи ова е она постојано задолжување. Америка се задолжува на самата себе си, а останатокот од светот се задолжува на IMF, кој што исто така принта од истите пари, се разбираме. Сега, ваквото задолжување во IMF доаѓа нормално со соодветни барања, со тоа што, значи, наместо да се фокусираат на нивниот главен проблем, кој што моментално очигледно е да се спаси економијата и нивниот аргентински пезос и да не дојде повторно до банкрот, они за да ги послушаат IMF, пошто нели проблемот е крипто, значи не е проблем вашата економија. Проблемот е дека може некој да искористи нешто што е многу подобро и многу поефикасно и многу постабилно во ваква ситуација на инфлација, да ја надмине оваа проблематика. И затоа моментално очигледно Централната банка на Аргентина нема паметна работа, туку моментално ги банира сите трансакции на крипто. И ги банира сите моментално менувачици на нели се што има крипто се банира со цел не може ти да основно обичните граѓани да им даеш начин да избегнат катастрофа. Че мора да тонат со бродот, се разбираме. Че тоа е таа себичност на државата, реално правиме муавет. Сега се префрламе на криптосекторот кој што е многу побитен во ова видео. Значи до сега моравме да поразговараме за
светските случувања во економијата со цел да видиме како сето тоа може да се одрази на криптосекторот, кои што се многу побитни во овој момент, а сега веќе почнуваме да зборуваме за криптосекторот кој што има многу битни вести. Сега ќе разговараме за битните датуми кои што доаѓаат за криптосветот. Очигледно малку е проблематично кога не може да направите две видеа во неделата, па се собираат вести, така да извинете, но нели се обидуваме да го ставиме ова до вас. Сега, во оваа вест мораме да спомнеме дека Ripple добива две наводно големи награди, као наводно крипто Оскари, па да послушам за ова реално, со тоа што едната е на Джеймс Уолис, кој што е дел од крипто тимот на Ripple, а другата е директно на Ripple за воспоставување на CBDC. Сега ова мислам дека е за платформата за која што ќе поразговараме во следните неколку минути, но битниот дел е као наводно во Мексико Сити се одржало ова престижно, прв па слушам за ова искрено, не можам да кажам дека е или не е, само сакам да го споделам на кратко со вас за да влеземе во овој дел од да речам видеото со крипто битните датуми. Првиот најбитен датум кој што моментално го знаеме сите е 1 јуни. Зошто е битен? Затоа што, како што кажавме, не е целиот свет мурика, значи имаме и остаток од светот кој што моментално работи на крипто секторот, со тоа што на 1 јуни официјално, значи ќе биде легално во Хонг Конг да се тргуваат криптовалути. Иако верувам дека ова ќе биде мала листа на криптовалути за почеток, со оглед на фактот дека Хонг Конг е под директна контрола на Кина, а Кина е многу против крипто, со тоа и сакам да кажам дека верувам дека ќе биде само ограничена група на криптопроекти кои што очигледно се докажале во светот, верувам во кинескиот дел. Останува да видиме како се тоа ќе изгледа, затоа што се уште не е официјално започнато, со тоа што уште една многу битна работа е, мораме да запазиме дека очигледно соодветната наречена SFC, односно Hong Kong Securities and Futures Commission, ќе почне да прифаќа апликации за крипто тргувачки платформи од 1 јуни. Што значи дека нема да почне директно со тргување на 1 јуни. Тоа е многу битно да го запазиме. Туку нивната комисија за хартија од вредност очигледно ќе започне да прима апликации од 1 јуни, кои што допрва треба да ги одобри. Со тоа што денес моментално од одредени вести кои што ги имам јас гледано, стотици моментално платформи имаат аплицирано за ваква лиценца, затоа што ова е потенцијално пазар од плюс 1 билион плюс луѓе. Затоа што ако официјално вие во Хонг Конг имате легално крипто, тоа значи дека било кој граѓанин на Кина, зборуваме на Mainland China, зборуваме за главната Кина, плюс Хонг Конг како посебна да речам провинција во оваа ситуација, ќе ви бидат потенцијални клиенти. И затоа верувам дека пак ќе напоменам, значи идејата на Кина е очигледно направивме глупост затоа што ставивме бан на крипто. Сега за да се испереме, нема да го тргнеме банот, туку ќе правиме легално да биде во Кина, па кој сака нека си купи во Кина, а нормално секој кинес може да купи затоа што е граѓанин на истата држава. Сега, затоа и сакам да напоменам дека ова е, значи не значи дека од 1 јуни веднаш ќе почне билиони да се кешираат, значи останува да видиме како тоа ќе изгледа. Значи никој не може да знае со оглед на фактот дека ова сега започнува. Така да битно е дека започнува, тоа е најбитниот дел и да напоменем уште еднаш, значи The Winklevoss Brothers, значи основоположниците на Gemini, многу добро кажаа дека се очекува овој bull маркет да започне од исток, не од запад, за разлика, значи за промена. Така да ова е добра работа, затоа што пак ќе напоменам, компетиција помеѓу исток, запад, север, југ не е битно, може само да го унапреди криптосекторот и да унапреди што повеќе истиот да биде користен. Затоа и уште еднаш ќе се навратам оно што ние постојано го кажуваме, барем јас го кажувам. Кога ќе дојде ситуација во која што масивни економии како Кина, како Русија ќе го прифатат овој сектор, нема бегање. Значи тогаш веќе немаат избор освен да го прифатат овој сектор. Сега, ова е многу битно за Ripple исто така, зошто? Затоа што во исто време со почеток на легалноста на криптовалути ќе започне и пилот програмата која што веќе се имплементира од 18 мај на EHKD, односно ова е посебен CBDC кој што ќе биде различен од дигиталниот юен, односно ќе биде Hong Kong долар, тоа е HKD кратенката, значи дигитален Hong Kong долар. Со тоа што
16 компании се избрани да почнат со ваквите трансакции, да видат како се тоа би изгледало и како тоа би функционирало, меѓу кои и Ripple. Со тоа што Ripple во соработка, сега ова е многу битен момент за Ripple, во соработка со Fubon Bank, која што е уствари корпорација која што е матично од Тајван, но има свое централно представништво во Хонг Конг, како нели голем финансиски центар, моментално, значи не само што е дел од целата оваа ситуација, да биде практично компанија која што ќе помогне во развивањето на ЕХКД, значи дигиталниот Хонг Конг долар, туку во исто време со оваа компанија ќе експериментира користење на токенизација во сферата на недвижности. Односно, идејата е практично да се искористи CBDC проектот, односно дигиталниот Хонг Конг долар, за да се види како истиот би функционирал при тестирање на токенизација на недвижности. Сега, за оние кои што може би се малку подалеку од оваа тема. Токенизација ќе биде направена за се. Значи, верувајте ми, прашање на време кога, а матичната технологија за тоа е уствари NFTs. Односно, тоа се non-fungible токени, кои што се исто така блокчейн технологија, но разликата е во тоа што ако земете Ripple како единица моментално, која што е криптовалута, секој еден Ripple е еднаков на секој друг Ripple. За разлика од тоа, NFTs се исто така единици кои што се креирани на истиот блокчейн, но се уникатни, иако представуваат единка на истиот блокчейн. Значи, тоа е како да имате 10 различни Ripple коини, кои што секој од нив е различен во однос на претходниот, а сепак е на истиот блокчейн. Така да, ваквите различни токени представуваат токенизација на одредена реална вредност во реалниот свет, во превод. Значи, вие ќе имате NFT на вашата кола, NFT на вашата куќа, NFT на многу од вредните предмети кои што ги поседувате. Со тоа што ако сакате да го отугите и да го продадете, вие практично го давате вашиот NFT токен на новчаник на оној кој што го купува, а за тоа примате соодветна капитална вредност. И практично со поседување на ваквиот NFT, кој што представува вашата недвижност или кола или што и да е, вие практично имате така речено клуч, значи тоа е ваше, без разлика дали е недвижност или кола или што и да е. Па моментално Ripple со оваа компанија Fubon, која и да е, работи на тоа да се започне со ваквата токенизација на територија на Хонг Конг, што е многу добро. Мене ако ме прашувате, ова е револуционерно, иако знаевме дека доаѓа, но искрено не очекував дека тоа ќе биде Ripple, со оглед на фактот дека истиот има многу побитни проекти или по-други проекти, така речено. Со тоа што дополнително во целата оваа ситуација е поврзано и тоа дека моментално Ripple работи на посебна платформа, само да најдам каде беше евак. Значи работи на посебна CBDC платформа, која што исто така гледате и во овој текст се спомиња дека ваквата CBDC платформа ќе биде исто така искористена во Хонг Конг при отварањето. Само да каде беше запишано овде, значи може да погледнете текстот многу. Да, еве, гледате. Значи практично дека ваквото CBDC платформа ќе биде исто така значи презентирана од Ripple на ваквото отварање на 1 јуни. Значи Ripple ќе има една од централните, да речем, улоги во 1 јуни отварањето на ваквиот пазар во Хонг Конг. Затоа и очекувам да видам како тоа ќе се одрази на криптосветот. Не може да се одрази негативно. Значи негативно би може да се одрази ако одлучат на 31 мај да направат бан на крипто. Не гледам како поинаку би се одразило негативно на криптосекторот, но нели ова е позитивно за самиот Ripple. Затоа што очигледно има многу сегменти кои што истиот се обидува да ги имплементира во оваа нова економија, практично која што ќе се воспостави во Хонг Конг, а тоа дополнително ни покажува дека истиот веќе целосно се отстранува себе си од таква токсична атмосфера како што е моментално Мурика, што е многу паметно и многу добро за ваков голем проект. Иако ќе се навратиме има многу вести и за тоа. Сега, битниот дел околу оваа вест е тоа што Ripple веќе активно направил платформа за CBDC проекти. Значи, ако се сеќавате, ние многу пати до сега спомнавме дека Ripple работи со неколку влади во светот, кои што активно бараат поддршка и водич од Ripple во креирање на CBDC проект за својата држава. Иако ова не е позитивно, значи да се разбереме, за криптосветот знаете и сами дека ова не е позитивна вест, но е позитивна вест за вашето портфолио. Затоа што ваквата платформа е изградена директно на XRP Ledger технологијата, односно го користи истиот Ledger, истата блокчейн технологија. Сега,
Нормално е дека ако вие имате CBDC проекти кои што се креирани на истата оваа платформа, автоматски Ripple токенот ќе може да биде искористен на истата таа платформа. Значи би бил користен директно од овие CBDC. Ќе има без никаков проблем промена на CBDC валутата во Ripple и обратно. Верувам дека тоа е идејата на Ripple моментално, да има на некој начин монопол кај овие држави за меѓусебно трансактирање кога станува збор за прекогранични трансакции. Со тоа што веќе има и пилот држава, тоа е Републиката на Палао, не знам која искрено. Значи, очигледно претседателот на Палао кажува дека е почестен да биде држава која што ќе биде прва пилот од ваквата тралала стандардна ситуација, каде што очигледно дека ваквата CBDC платформа верувам дека Ripple ќе искористи за развивање и на други CBDC проекти, посебно на помали држави, кои што не можат да си дозволат, например, како Англија и Мурика и останатите, да имаат цел еден сектор со не знам колку, може да замислите колку би коштало развивање на ваква технологија за цела една држава. Каде што во оваа ситуација имате компании кои што целосната работа вие имплементира и вие користите како сайдчейн на XRP Ledger. Значи очигледно ова ќе биде сайдчейн кој што ќе функционира на оваа CBDC платформа и ќе биде имплементиран на самиот XRPL како дел од неговиот екосистем. Ова е позитивно за Ripple. Останува да видиме како во целата оваа приказна ќе биде имплементиран и токенот на Ripple, но самата позитивна енергија која што доаѓа од ваков тип на вест, дополнително ќе помогне во растење на Ripple цената, иако верувам дека ова ќе се одрази многу повеќе понатаму кога ќе навлезе подлабоко во бул маркетот, но ова е значи оние кои што се во крипто секторот тоа го знаат. Бирате проекти кои што веќе имаат партнерства, кои што веќе напорно работат, имаат нови апгрейди, имаат форкови, имаат се што е потребно за еден проект да успее кога се уште не е дојде бул маркетот. Тие проекти се оние кои што најдобро ќе се покажат во следниот бул маркет затоа што веќе имаат дебела позадина. Значи они активно работеле, развивале, кога останатите проекти чекале да дојде следниот бул маркет. Тоа е проблем. Сега, многу битна работа исто така околу Ripple делот е дека моментално Ripple доби позитивна пресуда од овој суд кој што треба да одлучи во негова корист, но се уште не за главната работа, дали Ripple представува харти од вредност или не. Туку доби позитивна пресуда во однос на говорот кој што го имаше Hinman, значи тоа е претходниот чермен на SEC, кој што активно кажа дека Ethereum представува не е security и на денот на својот буквално значи завршува со неговата така речено кариера во SEC, поднесува тужба против Ripple и следниот ден ја превзема Гери Генстер. Значи тоа е тој шампион што очигледно значи ја елиминира целата да речем конкуренција на Ethereum, со тоа што прво излегува на телевизија и кажува дека Ethereum е доволно децентрализиран за истиот да биде за да не биде практично хартија од вредност и дека нели тој представува ресурс така речено, додека во спротивно на денот на нели завршување на вашата кариера во SEC поднесувате тужба против Ripple и си одите другиот ден. Значи сето ова се реални вести, може да ги проверите нормално. Сега битниот дел е што досега никој не можеше да види како Hinman дошол до ваков заклучок. Со тоа што овие мејлови и внатрешна комуникација во Комисијата за хартија од вредност сега ќе бидат достапни на јавноста после ваквата одлука на судот, нередактирани. Што значи дека ќе можеме да видиме од каде они извлекле ваков заклучок. Оние кои што го следат овој случај знаат дека Комисијата за хартија од вредност направи апсолутно се што е возможно да не дозволи овие внатрешни практично комуникации да дојдат до рацете прво на Ripple, а не да е Боже па до рацете на секојдневниот човек. Затоа што очигледно има големи негативни работи во однос на тоа како моментално очигледно Комисијата за хартија од вредност манипулира со целиот овој сектор. Очигледно е тоа, нема што друго да биде. Со тоа што моментално има едно случување кое што е многу сумливо, едноставно е многу, како да кажам, и јас не можам да разберам, значи моментално ова што ќе го кажам е само така речено моје размислување, че ова не е што јас очекувам да се случи, но негде на почетокот, ако не се лажам, на 6 јуни требаше ваквите мејлови да бидат достапни на јавноста. Можеби ќе најдеме овде. Добро, како и да е, не е битно. Да, на 6 јуни. Значи, гледате, на 6 јуни е крајниот рок до кој што, значи, според судијата Торес,
овие мејлови треба да бидат достапни на секој човек од јавноста кој што сака да ги прочита. Сега, што се случува? На чудење на сите оние кои што поседуваат Ripple, вклучувајќи ми и мене, до судот доаѓа поднесок со кој што не само СЕК, значи Комисијата за хартија од вредност, туку еден поднесок заедно поднесен од Ripple и од СЕК, со кој што се бара одлагање од една недела на ваквото пуштање во јавност на овие мејлови. Сега, знаеме и сами дека овие мејлови се едно од клучните оружја кои што моментално Ripple ги има во борбата против Комисијата од хартија од вредност да докаже дека истиот не представува хартија од вредност. Сега, ваквото одлагање кое што е поднесено заедно од двете странки е многу чудно со оглед на фактот дека на Ripple му е потребно ова да биде објавено јавно во јавноста за да се види како Комисијата од хартија од вредност манипулирала со криптосекторот и го оштетила самиот Ripple. Но во оваа ситуација, тоа мене ме доведува, значи иако нели тоа може да го погледнете и овдека, значи ќе ви покажам јавно мислење. Значи ова е многу чудно за мене, вика, страните иако претходно детално разговарале за целата оваа ситуација и за редакциите кои што моментално нели се прават на самиот документ, затоа што не може се да биде достапно на јавноста, може би е ништо, но за мене е доста чудно. Значи ми дава чувство дека нешто се сменило и дека нешто практично се случува позади затворени врати, односно позади сцената. Зошто го велам истото и јас? Затоа што очигледно не може на Ripple не му одговара да се одложи вакво, значи му одговара да види што порано. Што значи дека можеби, иако е ова малку чудно, позади затворени врати се случува преговор со кој што можеби ќе излезе моментално Ripple и ќе каже еве не бараме да бидат објавени во јавноста, доколку добиеме тоа што го бараме. Значи ова е моментално оружје на страната на Ripple за да може да бара од Комисијата од хартија од вредност што сака. Очигледно овие мејлови се многу лоши за Комисијата од хартија од вредност и верувам дека иста да би направила се за истите да не дојдат во јавност. Ваквата одлука на судот е многу јако оружје во рацете на Ripple. Не велам купете се Ripple, сакам да кажам дека моментално ова е многу битна работа која што би можела да помогне на Ripple и немам друго објаснување. Ако имате, пишете го во коментар, би сакал да го слушнам вашето размислување во однос со ваквата тематика, но јас друго објаснување немам зошто и Ripple би сакал ова да се одложи. Битна работа која исто така дојде до мене од Дарко Јошев, иако не можам да бидам сигурен дека ова е вистина. Знаете дека Onyx представува така речено Ripple на JP Morgan. Односно Onyx представува соодветен блокчейн, значи ова е блокчейн платформа која што е директно поседувана од JP Morgan банката. Со тоа што во ова видео кое што беше доставено до мене, иако не можам да потврдам дека е вистинито, се кажува, значи погледнете и сами, читате што пишува, значи се кажува дека моментално Ripple направил партнерство со ваква платформа, со оваа Onyx платформа. Со тоа што оваа Onyx платформа представува на некој начин блокчейн технологија со која што се прават трансфери низ целиот свет помеѓу банкарски институции. Сега, дали ова е вистина или не можам да бидам сигурен, затоа што досега не сум нашол активна вест, значи актуелна и нова и потврдена вест, но ако ова е вистина, тоа е многу добро, затоа што знаете и сами дека JP Morgan е многу против крипто, и ако ова на вистина се случило, да дојде ситуација во која што JP Morgan направил партнерство со Ripple, тоа е огромно за криптозаедницата. Иако тоа е повеќе за Ripple отколку за криптозаедницата, со оглед на фактот дека Ripple за жал е на страната на централизираните финансии, тоа е позитивна вест, останува да видиме дали е тоа вистина, но пак ќе напоменам, ако некој има повеќе вести околу ова, нека ме извести, би сакал да знам, затоа што ова е многу позитивна работа за криптосекторот, посебно за Ripple проектот. Сега, првиот битен датум, веќе го спомнавме, тоа е 1 јуни, кога ќе се отвори Хонг Конг и неговиот нов криптосектор. Вториот битен датум ни е 13 јуни, кога ќе добиеме официјално или откривање на Hinman мејловите, кои што верувате ми сите од вас чекаат да ги прочитаат, вклучувајќи ми и мене, што ќе сменат многу работи и пак ќе напоменам, ова може да се одрази негативно на Ethereum. Бидете спремни затоа што има, значи, докази дека Hinman е директно платен од големи корпорации кои што купуваат и финансираат во Ethereum проектот, со тоа што ваквото докажување и мејловите кои што активно ви покажале дека Hinman соработува со вакви корпорации, може да се одрази негативно на Ethereum, а да се одрази многу позитивно на Ripple и на остатокот од криптосферата. Не велам дека ќе се случи, ви кажувам,
како може да се одрази со оглед на основни принципи на логика во моето размислување. Следен битен датум кој што се поклопува точно со 13 јуни е денот на откривање на CPI инфлацијата за мај, која што ќе биде на 13 јуни. Значи на истиот ден. И да не забораваме уште побитен датум, тоа е 14 јуни, еден ден после целата ова збрка, кога Федералната резерва треба да открие дали понатаму ќе продолжи со rate hikes. За тоа ќе поразговараме малку повеќе утре во техничката анализа, но ова се многу битни датуми кои што се еден по друг и се тоа доаѓа после 1 јуни кога официјално треба да се отвори Хонг Конг за трговија со криптовалути и сето ова е на некој начин во предвечерието на потенцијален колапс на американската економија доколку дојде до дефолт, што не верувам дека ќе се случи. Така да се многу битни датуми кои што се во ова и следната недела, нормално во текот на почетокот на месец јуни. И нормално за крај имам уште неколку интересни вести. Првата е дека IOTA моментално е во преговори со арапските Обединети Емирати. Многу битно затоа што, како што ви кажав и сами, не знам дали дали се уште го следите тоа, но очигледно проектите кои што се дел од ISO 20022 има многу широка опфатеност во целиот светски економски сектор. Значи, не за џабе Ripple моментално се наоѓа во Хонг Конг како еден од главните играчи. Не за џабе моментално IOTA е сега нели, се уште е во тестинг фаза, но очигледно е едно од најдобрите проекти кои што се земаат во предвид да биде официјален блокчейн на целата Европска унија, посебно на институционалниот дел од Европската унија. За тоа веќе многу пати имаме разговарано, може да го проверите и сами. И моментално Обединетите Арапски Емирати се, значи не зборуваме сега некоја компанија од Обединетите Арапски Емирати, туку официјалната држава Обединетите Арапски Емирати е во преговори со проектот IOTA, кој што се вели дека се билионски суми во прашање. Е сега проблемот е што ја целиот овој текст и се што прочитав, не можев да најдам точно зашто уствари сакаат да го ангажираат IOTA проектот, но како и да е, тоа е битно за нас, затоа што пак ќе напоменам, IOTA е еден од оние проекти кои што има најсветла иднина, веќе се дел од ISO 20022, гледаме голема институционална опфатеност на големи ентитети, како Европската унија, како е Обединетите Арапски Емирати, зборуваме за големи корпорации кои што имаат соработка со нив, но пак ќе кажам, главниот позитивен дел за овие криптовалути доаѓа со следниот bull market. Че ова се само пред, како да кажем, значи сватете го како на некој начин предигра на моментот кога конечно ќе дојдеме до следниот bull market, каде што овие ќе бидат главните двигатели на следниот bull market, затоа што имаат општо прифатена значи на некој начин адаптација во големи економски сектори. Така да нема бегање, значи тоа се тие, зошто ви реков јас? Сега многу луѓето се уште веруваат дека Етериум и биткоин и тоа е тоа. Но јас сум од оние кои што веруваат дека има проекти во овој свет, во овој крипто сектор да речеме, што веќе почнуваат да се покажуваат како шампиони во своите сфери. Зошто го велам ова? Значи до пред еден циклус можевме да видиме дека постојано се менуваат топ 15 коините. Но се повеќе и повеќе почнуваат да се појавуваат шампиони како Ripple, како ADA, кои што еве два циклуса Ripple веќе многу повеќе. А IOTA исто така е да речем во оние топ проекти, кои што постојано се повеќе и повеќе се задржуваат во овие топ проекти, што ни покажуваат дека почнуваат да бидат стабилни. Значи тоа е идејата на криптопазарот, се уште е млад, затоа се уште не се појавиле шампиони кои што понатаму ќе го водат овој криптосектор. И затоа верувам дека слепо гледање на биткоин, етериум и ништо друго е голема промашување во овој сектор. Но нели, секој одлучува за себе. Јас барем така мислам, иако можеби нема да ги погодите сите, што е нормално. Значи битно е да се огледуваме кои се тие шампиони кои што постепено се издвојуваат во ваквиот сектор. Е сега, ова е само мало мое мислење во однос на Ledger, нели, hard wallet-от. Значи што еднаш ќе напоменам. Многу од вас гледам дека почнаа да се откажуваат од овој wallet. Значи, досегашните wallet-и и оние кои што ќе ги купувате во иднина, очигледно немаат бекентрен затоа што досега има соодветни, значи нели, не зборувам за мене, зборувам за луѓе кои што се соодветни програмери, кои што очигледно го тестирале ова на приватна рака затоа што некои од овие луѓе имаат билиони на ваквите леџери, се разбираме. Така да верувам дека они го тестирале и провериле и виделе дека не постои ваков бекентрен. Така, иначе некој до сега сигурно ќе покажал, така. Значи сигурно ќе имало соодветен доказ.
Тоа значи дека само оние кои што ќе користат оваа нова, значи затоа сакам да смирам оваа паника која што моментално се случува, значи само оние кои што сакаат да ја прифатат оваа нова опција која што се вика Ledger Recover, само тие ќе ја зачуваат својата фраза со шардување онлайн. Значи само тие се ставаат себе си во ситуација да бидат практично, нели, да им биде конфискуван новчаникот. Додека останатите и понатаму не може никој да ја добие нивната фраза затоа што е изминтана на самиот леџер и имате само вие на вашиот seed phrase на вашата хартија и никој друг не може да добие. Така да уште еднаш ќе напоменам, нема логика да се крева безпотребна паника. Не гледам причина зошто би паничали понатаму, ова е само на некој начин лоша идеја на Ledger. Значи ако они моментално направеа, според мене, идеја ќе направиме hot wallet, значи да речеме ќе направиме екстензија на вашиот браузер, во кој што ќе имате ваква опција, не верувам дека ќе имаше волку паника. Они направија грешка со тоа што го пореметија првото правило во криптосекторот, тоа е не се дава својата фраза на никого, дури на компанијата која што го произведува вашиот новчаник. Така да тоа е главната причина која што моментално предизвика паника. Уште еднаш ќе напоменам, не гледам причина за паника, но секој одлучува за себе. VeChain на големите краји на UFC, голем фан на двете, само сакам да го споделам со вас, и Бобан кој што е најголем фан на VeChain, очигледно. Моментално ова е само една интересна, значи ова е каналот за кој што ние постојано разговараме, само сакам да ви го покажам затоа што гледам дека и други техничари го гледаат истиот, значи тоа е Stock Money Lizards, доставен чарт од Бобан Досев, кој што е, нели, очигледно ги следи доста овие чартови. Значи само да ви го покажем истото што ние го имаме на оној голем канал кој што постојано ви го покажуваме. Значи ова се само некои интересни работи за крај. Значи хрватски крипто брокер BitLucky прокоцкал 70 милиона евра. Со тоа што им праќаат, значи, на своите корисници порака која што вели: нижам лоших трейдова и одлука, нажалост, довел сам стање фирме у кризна ситуација. У следеćim данима ќе му имате више информации, доступни смо на телефон. Значи истата оваа компанија веќе ги затворила своите Discord канали, што очигледно ни покажуваат дека никој нема да ги добие своите пари назад, но како и да е, ова е лекција, уште еднаш ќе напоменеме, чување на одредени крипто платформи, без разлика дали тоа Binance најголемата или BitLucky, локалната маалска во Хрватска, представува проблем затоа што тоа не се ваши пари, тоа се негови пари кои што вие сте му ги дале. И тоа што он ги прокоцкал е дел и ваша вина. Така да уште еднаш ќе напоменам, чувајте си ги вашите пари на ваша сметка. Исто така интересна вест, тоа е Exit, моментално прифаќа биткоин за купување на тикети. Значи знаете и сами, Exit е најголемиот фестивал во Србија, што е доста добра и интересна работа, би сакал тоа да го споделам со вас на кратко. Ова се слики од Швајцарија, кој што исто така сакам да ги споделам со вас. Ова е градски автобус, очигледно, а ова е реклама за Ledger. Да, значи за Ledger, така да, нели, очигледно се повеќе и повеќе станува секојдневие крипто, но нели, ќе дојдеме и до тој ден. Исто така, значи Дарко Јошев ни ги прати двете, затоа што е, нели, државјанин на Швајцарија. Моментално ова е интересна работа која што може би сте виделе, верувам оние кои што играат PlayStation знаат повеќе за што зборувам. Значи ова се оние како да кажам дополнување кога си купувате кредит за картичка, фактички на оваа платформа која што се нарекува CryptoNow, која што е швајцарска, може да си купите од било која продавница ваков блок кој што е, да речем, 500 швајцарски франка или 50 до 500, не знам точно што уствари ова би значело, каде што ваквата сума која што вие ја плаќате на продавницата, преку оваа картичка ќе може да ја внесете на оваа платформа и да си купите крипто во противвредност на она што сте го купиле. Иако не верувам зашто, не разбирам зашто е ова битно и зашто ова може да го направите секоја дебитна или кредитна картичка, но е интересно затоа што на тој начин се, значи, битно е затоа што ви го доставува до секојдневните граѓани. Значи, едноставно погледнуваат луѓето и гледаат што е ова, можам да си купам кредит за да си купам крипто. Се разбираме? Што е пак на некој начин позитивно за криптоадоптацијата. Ова е исто интересна работа, која што сакам да споделам со вас. Not Jerome Powell, добар твит. Значи, 600 години пред нели христијанската вера, значи 600 години пред нашата ера, значи нели сите чуваат злато. 1900-та сите чуваат зелена тоалетна хартија, 2023-та сите се враќаат на злато. Значи таму се движи целата работа и за крај
пред да завршиме со нашето видео, иако е малку долго, би сакал да споделам една многу страшна иднина која што доаѓа. Значи, ова видео кое што можеме да го погледнеме на TikTok, представува видео во некој шведски град, кој што искрено не знам кој е, не е ни битно, не е битен звукот, битно е дека почнуваат, значи, со масовна чипизација. Значи, моментално Human Microchip Evolution доаѓа до ситуација во која што имате забава во позадина и ова се нарекува cyborg роденден, во кој што имате очигледно трло овци кои што ракоплескаат, додека вас ве чипуваат како да сте обична крава. Значи, ова е ненормално што се случува, сакам да напоменам дека моментално ја прашува како се чувствуваш и честита на чипот кој што го добила. И сето ова, верували или не, го поминуваат со момент, ама знаете, можам да си купам кафе без да носам новчани. Не морам да носам карта за воз, не морам да носам карта за авион, можам да си ја отклучам вратата на колата и на станот. Значи, доаѓаме до дебилно стање во кое што се чипуваме како стока, само за да можеме да си отвориме вратата или за да можеме да си купиме кафе без да вадиме картичка од джеб. Значи, контраефектот на сето ова е што ваквите идиоти ќе направат да ова стане нормално и да не гледаат како зашто не сакаш чип, човече, тоа е нормално, тоа е ин, ме разбираш, тоа е модата моментално. А во исто време ваквиот чип може да го користи владата ваша за да знае каде се ногете во било кое време. Значи, вие немате никаква приватност. Знаат во било кое време каде се ногете. Ова моментално беше табу тема до пред само 10 години, сега моментално станува, значи, пазете, зборуваме илјадници, значи на видеото кажуваат како илјадници швеѓани во овој град го имаат направено ова, гледате цели фамилии, татко и керка дошле заедно да си стават чип. Само сакам да го напоменам ова, дека е дел од оваа голема, гледате, че немам потреба да платите карта, ќе ја скенираме раката. Значи, ако ова не представува еден масовен концентрационен логор, не знам што представува. Значи, која е разликата помеѓу тетоважа на еврејска рака и чип во вашата рака? Значи, разликата знаете што е? Што тетоважата не може да следите, а чипот може да го следите преку сателит и знаете во било кое време каде се наоѓа. Но нели, пак ќе напоменам, значи, отварете ги очите, доаѓа многу лоша иднина. Џорџ Орвел и неговата 1983 година, ако не слажем, така беше, секогаш ја заборавам оваа година, прескажале иднина која што моментално ни се случува. Ние само се обидуваме да предупредиме за тоа што доаѓа. Како и секогаш ви благодарам за тоа што и понатаму го следите нашиот канал, посебно во оваа досадна година на криптосекторот, иако има многу битни случувања, но не сите се овде за да бидат заинтересирани за овој сектор, нормално. И благодариме на сите оние кои што ни помогнаа да ги собереме овие вести и како и секогаш се што бараме од вас е доколку можете само да споделите оваа вест со оние кои што сакаат да научат повеќе за крипто и да го споделите нашиот канал за нашата бесплатна работа да не биде залудна. И нормално, како и секогаш, за жал на стандардна јутуберска, лайк, шер, сабскрајб со цел да помогнеме на YouTube алгоритмот да го сподели ова наше видео до што повеќе македонци и да споделиме ова крипто тема која што е многу битна за нашата иднина. Ви благодарам, отворете ги очите, не слушате што ви кажуваат, туку гледате што прават и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.